Добра вечер, почитувани гледачи. Една нација останува жива се додека е жива нејзината култура. Македонската култура, а со тој македонскиот идентитет, во изминатиот период претрпува сериозни удари од надвор, меѓутоа и од дома. Од надвор ударите може би се во форма на тоа што се присвојува историјата, од тоа што се присвојува историјата, па се до тоа што се присвојуваат македонски народни песни. А пак ударите од дома ги прима од делот на политиките кои што се носат, па се до начинот на кој што се креира буџетот за културата. Токму за овие теми вечерва ќе зборувам со Зоран Љутков, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, за темата поврзана со културата, меѓутоа и општо каква е политичката состојба во моментов. Добро вечер. Добро вечер, Анастасија, благодарам на поканата. Споменавме дека ќе зборуваме за културата и за тоа што во моментов се случува. Ќе се согласиме дека македонската култура претрпува одредени удари, се обидува да издржи, меѓутоа претрпува одредени удари. За ударите од дома ќе зборуваме малку подоле. Јас би сакала да прочитам два текста од песни. На гледачите ќе им бидат многу познати, меѓутоа не се баш толку, не се во оригиналната форма. Првиот текст гласи вака: една вера имаме, един живот живееме, Българија цела да е, секој да ја знае. Ако някој рече Българија е мала, има още 8 дела за да биде цяла. Ова е песна која што пее бугарската пеачка Глорија, објавена пред 9 години. Таа има препеан уште неколку македонски песни, меѓу нив се Ах, каде е моето либе, Катерино моме, Назад, Калино моме. Меѓутоа, ова како се случило пред 9 години не застанува. Последно годинава во 2024 година познатиот бугарски пеач Азис прави дует со Фики и ја преповуваат следнава песна. Ќе го прочитам текстот. Како трнах цвето в чужбина, тешки сълзи ти пролива, тешки сълзи цвето ти пролива и във вярност се кълнеше. Не е проблем, значи културата не познава граници, ќе се согласиме, меѓутоа познава автори и авторски дела. И сето ова во една политичка конотација навистина се става под еден знак прашалник зашто тоа се прави. Колку вие како уметници, ќе биде првото прашање, се чувствувате заштитени, односно дека вашите дела се заштитени? Ова е многу тешка тема и е тема која што десетина години наназад, а може би и повеќе, уметниците имаат проблем со остварувањето на авторските права, со заштитување на авторските права. Ние имаме во Република Македонија донесено закон за авторски права, кој што пред 13-14 години, кој што е еден од најдобрите закони во регионот. Зошто го велам од најдобрите? Затоа што некаде пред Нова година бев на една трибина за креативни индустрии, каде што имаше компании кои што беа дојдени од Словенија, од Португалија, точно за законот за авторски права, каде што самите потврдија дека нашиот е најдобар и дека тие, како словенци, го превземале нашиот закон за авторски права и дека го доградуваат постојано и дека имаат голем бенефит од тоа и се силно заштитени, додека па кај нас, кои што сме основачи на таков закон, воопшто не знаеме да го практикуваме. Значи, ние воопшто не го практикуваме. Значи, го имаме на писмена форма, меѓутоа... Да, имаме на писмена форма, имаме еден од најдобрите, ако не и најдобар на Балканот, но не го практикуваме. Малку фали, значи да тргнеме во тој процес, но тука ќе треба да се направи една длабока анализа, ќе треба да се направи една јавна дебата, да се вклучат сите чинители кои што се засегнати во делот на авторските права. За тоа толку, но би се вратил малку наназад на првата констатација дека проблемот не е тоа што некој препејува стари македонски изворни песни. Проблемот е што ние не знаеме да се заштитиме и преку закон, но не знаеме и да упатиме протестна нота кога некој ќе објави дека таа песна е нивна. Не знаеме да си го заштитиме културното наследство, и материјалното и нематеријалното. Не знаеме да си ја заштитиме традицијата и тоа
најголемиот удар доаѓа после 2017 година, кога за прв пат доаѓа министер Роберт Аладјозовски и пробува на мала врата да протне еден закон во културата кој што вели дека е закон за остварување на јавниот интерес во културата и кога ќе го прочитате законот, внатре нема ништо што се осврнува на националниот интерес во културата. Од тука можеме да заклучиме дека од 2017 година па наваму ништо што е национално, ништо што е традиционално, а тоа се пресликува понатаму и во годишните програми кои што ги објавува Министерството за култура, ќе видиме дека се распаѓа. За оваа година, веќе во националната програма, да го достигнеме дното. Значи, се што е култура, традиција, која што трае 60-70 години, се што е реномирано, се деградира од прва, втора категорија во трета, четврта, а се што е ново создадено и нема никаква врска со националниот интерес во културата, се префрлува во прва и втора категорија. Дали тоа е тоа што го покажува дека е национален интерес Министерството за култура? Односно, креира ли некој нов национален интерес ова што го? Не. Анастасија, значи, што ни се случува на сега? Ова сум пробал да го објаснам неколку пати. Ние од 18 до 22 имавме национална стратегија за развој на културата во која што во таа национална стратегија се осврнува на критика на 11 годишното владење на претходната власт. Во другиот дел од националната стратегија се промовираше јавниот интерес во културата, а не националниот интерес, и во тие 50% што остана, дали 10 или 15% е реализирано од таа стратегија. Ние во 23 и 24 немаме веќе национална стратегија за култура. Како ние ќе градиме национален интерес кога немаме национална стратегија? И второ, предлог програмата за национална стратегија, тие си го базираат врз база на непостоечки закон кој што ги нема помината собраниските процедури, и врз целото ова создаваме ние национална програма за култура. Значи, тотален хаос. Затоа, ова, што го кажа ти на почеток, значи точна дефиниција и точна диагноза, поради овие причини што ги кажувам јас сега, ти точно си проценила зошто ни се случува нас оваа слика која што имаме денес. Ќе се согласиме дека конкурсите односно она што значи поддршка за проекти од национален интерес, години назад претрпува сериозни скандалозни реакции кај уметниците. Годинава, како што кажавме, не изостана истото, односно вие го окарактеризиравте како најскандалозно до сега. Што според вас е најскандалозно во овогодинешниот конкурс? Еве вака. Министерството создало околу 70 национални установи. Владата и Министерството за култура е должно овие 70 национални установи да ги одгледува, да ги финансира и да се грижи за нив. Значи, првенствено Министерството за култура постои за нив. Втората програма или вториот дел е, значи, овдека имаме комплетно финансирање и грижа. Значи, и во капитални инвестиции, и во програмски активности, и во материјални трошоци, и во комунални дејности, значи, се комплетно. Вториот дел, Министерството субвенционира или кофинансира или поддржува проекти во други корисници, Сдруженија на граѓани и физички лица, кои што понудуваат проекти кои што се од национален интерес, но не се национални установи. Во оваа програма, последната, е сосема обратно. Се рушат сите национални институции, им се дава помалку пари за, мислам дека е од лани околу 10 до 12%, помалку средства, не се одржуваат националните установи, нема капитални инвестиции. Тие што почнале да се градат во 2012-13 година,
што до 2017 не успеале да се изградат, 7 години поред воопшто не се обрнува грижа кон нив, значи не е отворена ни една нова установа, не се модернизирани националните установи, им се дава минимум средства за разлика од другите корисници и новокомпонирани здруженија кои што се појавуваат за прв пат, им се даваат огромни бодови за да покажат, значи ова е тенденцијата, за да се покаже дека националната култура во Македонија не треба да постои. Тоа е крајната цел според. Тоа е крајната цел од 2017 година, верувајте ми. Значи и во националната стратегија 18-22 ова е тенденцијата и во предлог законот за остварување на јавен интерес во културата, тоа е целта. Што има во предлог законот? Мислам, поентата, кажавте дека уште во собрание дека не е изгласан? Па не, така? тоа имаше две јавни дебати на кои што имаше остри реакции и од Значи не граѓанскиот е сектор. поддржан од оние на кои што е не, од наведен. никого не е поддржан. Како го создавале тоа, со кого го? Од поединци. Па тоа е најголемиот проблем, затоа што и националната стратегија, и законот за култура, јавниот интерес во културата, предлогот, е пишуван од страна на луѓе кои што ќе имаат само профит, значи е пишуван лично за нив и ќе имаат лично тие профит. И луѓе кои што не учествувале во создавањето на националните институции, ниту пак се дел од националните институции. Значи тие доаѓаат од невладини организации, граѓанскиот сектор. Значи тие си го креираат под водство на Роберт Аладјозовски, пошто и тој доаѓа од граѓанскиот сектор, тие си ги креираат овие програми за да имаат само личен профит. И така се создавани и во Министерство за култура подпрограми или дејности каде што ќе можат овдека да даваат малку пари, а да може, например, во интердисциплинарни дејности да се земаат огромни суми на компании и здруженија на граѓани кои што во минатото за нив се фрла голем сомнеш. Како се стигнати до ова ниво? Министерката не обвини дури нас медиумите дека сме почнале да, како што кажа, поради медиумскиот манипулативен притисок, одредени, односно почнале поради манипулативен медиумски притисок, почнале да се откажуваат проекти. Значи не обвини малтане нас медиумите дека ние сме виновни. Ова не е прв пат да се обиде да прави цензура. Овој пат се обидува да прави цензура врз медиумите. Претходно се обиде да ги цензурира уметниците кога беше подпишан протоколот со Бугарија. Се сеќаваме на таа изјава кога кажа дека не треба да се враќаме во мрачните денови од минатото, туку да твориме нешто што ќе не прави сите срекни, па потоа се дообјаснуваше. Ке се дообјаснували сега кога повторно се обиде овој пат медиумите да ги цензурира. И да ги обвини малтане за сето она што се случува. Видете, јас немам ништо лично против министерката. Знам дека тоа е политичка одлука и дека министерката е ставена на оваа позиција ради политичка одлука. Таа нема никаков професионален бекграунд, ниту капацитет да води ваков стратешки значаен сектор како што е Министерство за култура. Но би требало да биде свесна дека во кабинетот и во Министерство за култура мора да има способни луѓе кои што ќе ја советуваат да не исфрла вакви небулози. Вие не можете да кажете дека нема веќе да твориме врз база на историјата и традицијата, туку ќе твориме за некои весели теми. Значи, тоа е апсолутно невкусно и ни покажува дека тој човек не припаѓа во овој сектор. И во многу други изјави. Но, од 2017 наваму се менуваат 6, мислам дека е 5 или 6 министар, како што е... Па Министерството за култура и Министерството за здравство... За здравство имаат по 5-6 министри, да. Го држат рекордот во менување на... И тоа го покажува односот на владата спрема овие стратешки ресори, кои што се многу важни во овој период кога ни се врши голем удар врз јазикот, идентитетот, комплетно врз државата, лично нас. Така да, ова се очекувани реакции. Граѓаните, не можете вие да ги обвините медиумите. Значи, граѓаните реагираат. Значи, ова се и граѓаните реагираат, и уметниците реагираат.
Ако вие секоја година имате се поголем и поголем број на реакции, тоа значи дека вие претходната година не сте си ја завршиле како што треба работата. Ако вие денес ги правдате оние за кои што ние фрламе сомнеш, тоа значи дека вие лично сте донеле одлука, а не како што велите дека не сте се мешале во изборот на проекти. И тука има голем сомнеш. Една од убавите работи на културата, на уметноста е што инспирацијата не може а кога некој има инспирација, не може ништо да ја сопре, кога се твори, и тоа не познава никакви притисоци, бидејќи кога таква е уметноста едноставно. Не може да се сопре, и тоа е убавината на креацијата. Тоа дава надеж дека културата, уметноста е таа што ќе остави трак и белег во историјата, бидејќи историските настани нели ги пишуваат победниците и гледаме дека како сето тоа се случува, сведоци сме, меѓутоа уметноста остава трак. Што ќе се случи доколку ВМРО ДПМН формира следната влада, како ќе ја заштити културата, бидејќи заклучивме дека е под сериозен удар? Вака. Мене ми е многу драго што ВМРО ДПМН секогаш во прв план како стратегија и во време на избори, а и понатаму како влада, секогаш културата ја става меѓу првите 3 сектори кои што ги цени како најзначајни. Она што е многу важно, прво што морам да ви кажам еден пример. Јас сум и председател на Советот на општина Велес. Кога дојдов во 2021 година, ја начекав касата празна во делот за култура, или последната година во 2020 имало буџет од 2 милиони и 800, мислам дека 3 милиони, а били искористени 2 милиони и 800 илјади денари. До 2017 година имало по 16 по 17 милиони. Ние успеавме за 2 години да создадеме нови манифестации, да ги вратиме во живот сите стари манифестации. Создадовме джез фестивал, фестивал на популарни представи Петре Прличко, новогодишен базар, настани за Свети Тривој. Буквално околу 200 дена во годината Велес живее со општински средства. А буџетот од Министерство за култура се сведува на некаде помалку од 1 милион денари во текот на целата година. Така да, тоа што сме го кажале како локална политика во програмата за култура, сега го правиме на централно ниво. Значи, ние создаваме една доста издржана програма, која што во последниве 7 години ја ревидираме од година на година. Мене ми е многу жал што ние во програмата стагнираме, бидејќи нас во овие 7 години не ни се случува нешто ново. Ние не можеме да ја надградуваме, па да речеме да, овие стигнале до некаде, па ние сега ќе правиме програма кај што ќе имаме апгрейд на овие настани или реформи или капитални инвестиции. Ние сега мораме да се враќаме назад, да ревидираме се и да почнеме буквално од почеток. Она што е многу важно е дека една голема реформа, и тоа ќе им даде и надеж и на уметниците и на граѓаните, на консументите на култура, дека повторно културата ќе биде еден од првите 3 клучни столба во новата програма. Зошто го велам тоа? Затоа што одлучуваме во програмата оние 3 денари кои што се од акцизата за нафтените деривати да одат директно во образование, култура и спорт. Тоа значи дека на годишно ниво секој од овие ресори ќе добива по 14 до 15 милиони евра на годишно ниво. Што значи дека тоа е дупло буџетски средства од колку што има програмата за проекти од ова 2023 година. Јас не би откривал повеќе, но мораме да го испочитуваме законот за авторски права, мораме да донесеме кадри на националните институции, менаџери, кои што ќе управуваат автономно, самостално, кои што ќе носат одлуки и ќе одговараат за своите одлуки. И третата многу важна работа е и во делот на филмот, и во делот на целото културно творештво, мора да им обезбедиме простор на младите луѓе да добијат средства и да дебитираат.
за да можеме понатаму да создаваме професионалци, затоа што и во културата ние сега моментално остаревме. Да, јас пред неколку дена бев го слушав Националниот џез оркестар, кој што е составен од млади луѓе, кој што е една од подобрите работи што се случиле. Меѓутоа се случуваат одлични работи во театарот. Имаме многу млади таму, имаме многу млади уметници, имаме многу млади кои што треба да остават траг, и она што би сакала да го искоментираме дека на народот му треба уметноста. Во сето ова што ни се случува му треба уметност во секоја една форма, и затоа прашањето ми беше дали и колку е важно да се обрне внимание на овој сегмент. Не само кога станува збор да ја актуализираме кога се распределуваат овие пари, меѓутоа на народот му треба, бидејќи е навистина изложен постојано кон сето ова што ни се случува на политичко ниво, и е потребна уметноста. Тоа е точно, и мора било која влада да го следи процесот низ текот на своето владење или управување со државата, мора да го следи процесот, мора да ги следи промените. Најголемиот крах што се случи кај уметниците е пандемијата. Да. Точно. Ние тогаш вршевме притисок врз министри, врз директори, дека подитно мора да се донесат правилници за работа во време на пандемија. Затоа што имавме доволно простор да седиме дома, затворени, и да гледаме што се случува во Европа, Балканот, светот и така натаму. Се случуваше, гледавме. Се случуваше многу, да. Ниедна земја не си ги затвори своите културни институции, бидејќи во тој период народот не одеше на работа, седеше дома, психолошки беше потиштен, му требаше простор каде ќе ја исфрли таа негативна енергија што му се собира. Значи, паметни земји, како Србија, како Франција, ги отворија своите кина и своите театри. Направија протоколи за следење на културните манифестации. Правеа настани на отворено, значи ги почитуваа сите правила, но не дозволија уметниците да останат да седат дома. Малте не остана на екзистенција. Ги намалија буџетите на националните установи, бидејќи секако тие си ја зимаат својата редовна плата, но на сите невработени, млади, театарски режисери, музичари, актери, им овозможи им дадоа огромни суми, значи дури половина од буџетот, за да можат да творат во време на пандемијата и да можат да преживеат. Ние такво нешто не направивме. Ние немавме никаква стратегија за време на пандемијата. Освен на одредени уметници, блиски до власта, кои што зема огромни суми, да се појават, да прават концерти кои што се од типот шоу за камери. Што значи дека пак останавме дома. Секоја година се помал и помал е буџетот за култура. Овој пат е помал од 2% Сега е 1,34. Да, 1,34. Што може со ваков буџет да се направи? Дали може барем најосновното нешто да не зборуваме за поголеми инвестиции кои што ни и простор за творештво. Да. Ова е многу важно да се каже. Значи буџетот за култура секогаш надминувал над 2% во минатото. Дури и во 2018-19 беше малку поголем на почетокот. Сега е 1,34, што е недозволиво за една држава да има таков процент, држава која што се уште не е децентрализирана. Да е направена, да има целосна децентрализација, тогаш и 1% ќе биде добро, затоа што знаеме што носи законот за децентрализација. Но оваква полуцентрализирана држава, значи ова се минимални средства, од кои што, верувајте, 1% од тие 1,34 одат во плати. Значи, за продукција, за производство, одат 0,34. Што можеме да очекуваме ние од живата уметност? Што можеме да очекуваме ние од капиталните инвестиции? Ништо. Затоа ние немаме 7 години капитални инвестиции. И тоа е сериозен проблем, и затоа ние и во новата програма, на која што ги излеземе на избори, освен што гледаме колку
затоа што верувате, не знаеме со што ќе се соочиме. Освен што планираме да го покачиме овој процент, плюс оваа субвенција од 1 денар, значи ќе достигне едно ниво кое што... Да, тоа е одлична стимулација. Стимул за самите тие сектори што ги споменавте. Точно, апсолутно. Нешто што од основите, нели, од она што би било планирано, би биле дополнителни. Значи, ова 1,34 е недозволиво за било која држава да има. Значи, 1% од сето тоа одат само за најосновните плати, она што е за да може да се одржуваат институции. Зошто е тоа така? Културните работници го имаме најдобриот колективен договор кој што е направен во историјата на Македонија. Затоа можат да ни позавидат многу земји. Исто како со законот за авторски права, меѓутоа што правиме? Точно. Но тие не можат да го испочитуваат, не знаат како да го испочитуваат. И сега пазите што се случува. Наместо еве сега во март нели треба да се покачува минималната плата. Како што ветуваат. Ако вие според нашиот колективен договор, во кој што е врзан за минималната плата, не обезбедите средства планирани за покачување на платите, тоа значи дека повторно и од тие 0,34, пошто ќе мора да го испочитувате колективниот договор, кратат од програмските средства. Значи, досега, во овие 3-4 години, ниту еден денар за културните работници не е дојден директно од владата или од Министерство за финансии. Туку овие средства кои што ги зимаме ние платите се крати во програмските активности за да можеме да земеме плати. Значи тоа е тотален апсурд. Да си кратиш од производството за да можеш да зимаш плата. А како ќе се согласиме дека да се произведува покрај тоа што нели треба да обстојуваат, да го заштитиме моменталното творештво кое што досега е направено, треба да се создава така, вие треба да ги следите трендовите. Значи, ако се качува платата многу повеќе, што значи дека им давате и многу поголема одговорност на уметниците и треба да имаат многу повеќе работа. Тоа значи дека паралелно треба за 10% повеќе да им го качите, ако се качува платата за 20%, за 20% треба да им ги качите и буџетите. Меѓутоа гледаме дека само се намалува, што е навистина голем апсурд. За останатите теми кои што ги начнавме, ги најавив, меѓутоа ќе ги зборуваме во вториот дел, ќе продолжиме со културата, меѓутоа ќе зборуваме за некои работи поврзани со актуелните политички теми, меѓутоа почитувани ќе направиме тука една кратка пауза и за кратко се враќаме назад и остануваме да зборуваме не само за културата, туку и за образованието и за изборите кои што следат и за најактуелните политички случувања. Се враќаме за кратко. Добра вечер, уште наш почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска. Во За или против вечерва е Зоран Љутков. Зборуваме за културата, зборуваме за проблемите со кои што се соочува македонската култура и идентитет, меѓутоа ќе продолжиме да зборуваме и за останатите актуелни теми. Се согласивме дека културата, образованието, здравството се можеби едни од најзначајните сектори во едно општество, особено кај нас. Меѓутоа тоа се и секторите каде што најмалку се инвестира, најмногу министри се менуваат, рекорден број на министри имаме сменето, например, во Министерството за здравство, Министерството за култура. Во образованието гледаме дека се печатат книги кои што имаат сериозни печатни грешки и дека многу тешко доаѓаат талентирани ученици до она поддршка и стимул од државата за додатна превари и слично. Зошто најзначајните, едни од позначајните, нели, нема помалку или повеќе значаен сектор, меѓутоа она што значи иднина, она што значат млади, она што значи култура, она што значи траен белег, кој што го остава една нација, една држава, се најмалку стимулирани и најмалку се обрнува внимание и најчесто се места каде што има политички и национални меѓуетнички пресметки. Ти, Анастасија, сега си даде и одговор на... И реторичко. Да, си даде и одговор, така да она што го кажав и на почетокот, после доаѓањето на Ладјозовски како министер, јасна е тенденцијата за уништување на националните
вредности. Допрајте да го направиме вака тогаш, пошто веќе има ли шанса да се поправат сите овие работи? Како не? Како не? Па ако не се поправат работите, тогаш Бидејќи Македонија не може да постои ако не се поправат работите. И тоа е како да викам, тоа е целата наша тенденција. Видете, во културата секогаш кога се објавувала националната програма, секогаш било секое чудо за 3 дена. Јас од тие причини ја држам долго оваа тема. И ви благодарам на вас медиумите што ни излеговте во пресред и што и вие заедно со нас ја држите темата повеќе од 8-9 дена. За да укажеме дека културата, образованието, спортот, здравството, значи тоа се секторите каде што Македонија истрпи најголеми удари и порази. Ако вие удрите по образованието, значи си ја немате веќе сопствената држава. Ако удрите по идентитетот, тоест по културата, завршена е приказната со Македонија. Зошто велам јас дека ќе треба да се вратиме назад многу години за прво да ги исправиме грешките кои што се создадени во овие 8 години, па да почнеме да твориме така како што треба. Значи, ние треба да му направиме ресет на општеството за претходните 7 години. Јас искрено, кога разговарам со многу луѓе, велат дека се надевам дека ќе се разбудам и ќе бидам во 2017 година, дека ова не се случило до сега. Да, сите сме во една таква, како да сме во некој филм кој што не завршува, така некако. Сите сме во една таква агонија и во делот на образованието, и во делот ќе си кажам за личен пример. Јас сум бил еден од најангажираните актери. 90% од актерите седат дома, уметниците седат дома. Значи немаат простор да творат. И секогаш кога ќе излезат со некаков проект кој што е вистински од национален интерес, кој што покажува патриотизам и лојалност према сопствената држава и манифестација, како што да речеме Рацинови средби, ги деградираат од прва и втора категорија во трета и четврта. Што е недозволиво. Што е недозволиво. Ние денеска можеме, ќе ни треба 4, 5, 6 сати да зборуваме и да се објасниме зошто е тоа така. Но народот веќе ја препознава тенденцијата на оваа влада затоа што таа мисли само за сопствените интереси. Никогаш досега не е решено ниту едно стратешко и национално прашање во Република Македонија во овие 7 години. Затоа нашата тенденција, како што кажав, со овие колку и да звучи вака ситно, кога ќе речеме денар за спортот, денар за културата, денар за образование, на годишно ниво ние покажуваме дека ќе инвестираме многу средства во овие три сектори. Да, тоа се вака можеби звучи малку, меѓутоа кога се соберат сите тие средства, имајќи предвид дека до сега ништо не се случувало, тоа и тоа како подразбира стимул и можност за да се работи во тие области. Испитувањето на јавното мислење, периодов излегоа неколку анкети, испитување на јавно мислење се очекува нели во период кој што следи да се испитува, се до момент кога и де факто ќе се испита јавното мислење на изборите. Меѓутоа, покажуваат резултатите дека поддршката која што граѓаните ја даваат, ја имаат за ВМРО ДПМН континуирано расте, особено од 2021 година па наваму, и се очекува, според проценките на експертите во тие области, да се дуплира до изборите. Што според вас е најголемата причина за ваквото расположение на граѓаните, од тоа да се дуплира поддршката за ВМРО ДПМН на сметка на СДСМ? Ние имавме едни несрекни избори во 2020 година, како партија, кои што се случија во време на пандемијата. Луѓето беа исплашени од било какви промени и процеси. И оваа влада го искористи тој момент и тоа е тоа. Но, како и да е, од таа година, од 2020 па навамо, ние почнавме да создаваме политики кои што кај луѓето кај народот станаа препознатливи.
затоа што во време на пандемијата им посочувавме на одредени процеси дека тие не знаат да ги решат. Им посочувавме решенија на проблемите, значи како опозиција, решенија за проблемите решенија на владата. Нудевме постојано. Тие ги отфрла за после недела, дена или две, да сватат дека ние сме биле во право, ама сега веќе било доцна. Народот го препозна тоа. За време на локалните избори понудивме решенија, кандидати за градоначалници, кои што навистина една нова, млада енергија, која што покажа како може државата да се врати барем на локално ниво, да се врати на вистинскиот правец. И веројатно... Се извинам што ќе прекинам, меѓутоа имавме општини кои што буквално од задолжени општини, како на пример Охрид, од задолжени општини долгот го достигнаа на нула. Така. Што е само нели за поздравување во секој случај, бидејќи знаеме колку им е тешко на општините понекогаш и да работат со сите оние капацитети кои што ги имаат. И пази, Анастасија, не само што ги вратија долговите, туку воопшто не ги закочија за сметка на враќање долговите, не ги закочија процесите за развој на општините. Значи тоа се случи во многу општини. Во Велес, каде што сум јас председател на совет, во секој општината е секогаш над 100.000 плюс. Значи во секој момент имате расположливи средства за да 100 милиони, мислам, за да може да почне да функционира. Во голем дел од општините некаде и по 90% им се реализирани предизборните програми. Народот веќе почувствува дека со овие градоначалници, со овие капацитети кои што ги има партијата сега, има иднина. И затоа поддршката расте се повеќе и повеќе. Да, и претседателските и парламентарните избори ќе се одржат едно по друго. За сега има објавено 3 кандидатури, 2 официјални, третата така беше заскриено објавена. Една е професорката Билјана Ванковска, за која веќе ова ќе биде втор обид да собере потребниот број на потписи, бидејќи покрај поддршката одредена, нели, кој што те номинира, има одредени законски одредби кои што треба да се исполнат, дали одреден број на пратеници или одреден број на потписи. Следно е председателот на Алијанса на албанците и градоначелник на Гостивар Арбен Таравари ја најави кандидатурата и вчера на својот Facebook профил вице-премиерот Артан Груби напиша само Али Ахмети, што како е против кандидатура, но на кандидатура која што ја најави Арбен Таравари. Што покажува ова што се случува можеби во албанскиот блок овие последни потези? Не е само во албанскиот блок, ова покажува дека оваа коалиција досега која што постоела е дека никогаш не била реално компактна. Значи овој распад сега што се случува, овој удар врз председателот за непотпишување на закона за игри на среќа, нападот на Дуи врз него, објавувањето на свој председател. Значи таа компактност која што ни ја најавува или тој европски фронт за кој што ни изборува, свативме дека во овој период е и како трул. Па и така се ги пресметува и некако и вкупност бројот на гласови кои што би ги освоиле, не еден по еден, него заедно одеа како да одат, па значи целата тенденција во изминатиот период пред да почне ова сега да се случува со техничката влада беше чисто удар врз ВМРО ДПМН. Тие не можат да ја сватат скокот на ВМРО ДПМН во овие 3-4 години. И целиот удар е сите против ВМРО ДПМН. Значи таков еден силен удар се прави. Што пак на крајот од краиштата беше неискрено од владеачката партија. Се правеа коалиции и од други помари албански партии само за да се опстане на власт, но тоа беше јасно дека еден ден тиквата ќе пукне. И тоа се случува сега. Но тоа не смее нас да ни го одземе вниманието од реалните случувања. Ние сега сме посветени
да им дадеме надеж на граѓаните дека да, имаме програма која што дава надеж и која што во идниот период ќе ги промени сите процеси на квалитетно и здраво владење. ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава против екс-министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тоа веќе ќе е и втора кривична пријава за него, поврзана со не само со ово што се случува со издавањето на личните документи и се поврзано со нив, меѓутоа и други скандали беа поврзани со Министерството за внатрешни работи, ќе се согласиме од пресметки на улици, во кафичи до за жал убиствата кои што се случија изминатиот период. Меѓутоа граѓаните очекуваат одговорност, бидејќи се чини како одговорноста да стана апстрактен поим во Македонија. Ќе одговара ли некој зборувам за политичка одговорност, ќе има ли таква политичка култура некогаш во Македонија? Бидејќи гледаме дека буквално политичката култура, кој што е со себе еден поинаков сегмент од културата, како да ја нема. ВМРО ДПМН поднесе пријава против Оливер Спасовски и сега се очекува реакција од јавниот обвинител. Така. Ние за среќа велиме дека сме против техничката влада, но за среќа што денес го имаме министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што всушност ни го откри овој процес што се случува, ова незаконско работење на дури нели треба да поднесе кривична одговорност, зошто во 2 години кога требало ние да си именуваме пасошите регуларно. Да, се издавале. Да. Ние сме издавале пасоши повторно со старото. Не само пасоши, сите лични документи и сите лични документи. Граѓаните истуриле огромни средства, значи од своите домашни буџети. Да подсетиме дека се поскапеа, имаше поскапување на самото вадење на личните документи токму во тој период. Значи не само што се ваделе со старото име, туку и се поскапеа за значителна сума. И замислете и за оние кои што им требале хитно. Да, побрза постапка. Парале побрза постапка. Значи тоа се десетици илјади на граѓани кои што истрошиле од своите буџети огромна сума на пари. И тој треба да понесе одговорност за ова што ни се случува. И среќа што го имаме техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што во овој период го убрза целиот процес. Че ние не можеме да очекуваме дека во оваа техничка влада ќе се заврши целиот процес, затоа што ние не сме ни до пола стигнати. Но барем го убрза процесот и ни ги разјасни состојбите кои што претходно се криеле од нас. И се донесоа законски измени кои што барем малку ќе ни дадат надеж дека знаете што можеше да се случи таа тенденција и личните карти да не ни важат, па да не можеме да излеземе ни на гласање. Значи можеше и тоа да се случи. И целата оваа тенденција да се наруши изборниот процес, јас очекувам дека ќе трае и ќе се зажештува се повеќе и повеќе. Да, тоа ќе беше следното прашање. Колку се тоа што се случуваше поврзано со личните документи беше во насока да се, ово што го споменавте, да се направи, да се влие врз самиот изборен процес. Бидејќи да не забораваме дека чувството на страв, чувството на несигурност кај граѓаните, сето тоа влие врз начинот на кој што тие се однесуваат. Политичките препукувања, создавање тензија, најмногу влие врз расположението на граѓаните. И затоа ние гледаме во овој период колку повеќе да им укажеме на реалните состојби. Ние како партија која што претендира да дојде на власт, можеме да бидеме многу груби и многу агресивни. Но не им треба веќе на граѓаните агресија. Ние треба да им дадеме сега надеж дека ќе се сменат процесите, дека се ќе биде во ред. А тоа ни го покажува моментално и министерот. Со смирен тон, со разумни решенија, пратениците заедно со министерот кои што поднесуваат предлози за законски измени, каде што ќе може
во период барем уште една година да ни овозможат да живееме без страв и без паника, затоа што преку глава ни е веќе одсејање страв и паника. Јас би рекла дека би изгледаме во очите на странците, меѓутоа и во домашната јавност, како да сме банда без команда, најнародски кажано. И тоа е така. Меѓутоа јас би ве прашала кој жанр би биле ние ако вака која представа, театарска представа се игра во Македонија, од кој жанр? Ние ќе опфатиме се, и трагикомедија, ние ќе опфатиме гротеска, добро гротеска и еден од моите омилени жанрови. И трагедија можеме да опфатиме. Буквално можеме да влеземе во сите жанрови. Она што го кажа на почеток, јас имам многу пријатели, уметници и соработници од странство, поготово на Балканот, кај што ми се јавуваат и ми викаат ова е неверојатно што правите. Да, како мислите да значи, кај нив изгледа уште пострашно. Да, ако ние можеме дома некако да разбереме Да, ние сме внатре во процесите, едни сме тука за да нудиме решение, некако да исправиме работата, овие прават скандали, но од страна тоа изгледа сосема лудо и ненормално. Каква кампања очекувате да во период кој што предстои? Некаде во април треба да започне официјалниот дел на кампањата, најпрво за претседателските, а потоа и за парламентарните избори. Иако гледаме дека, например, техничиот премиер веќе малтене е во кампања, на начинот на кој што се однесува од посетување на локални места до начинот на кој што политичките пораки кои што ги упатува како го става албанскиот пред македонскиот официјален јазик, дали тоа може да биде еден предзнак на таа каква кампања не очекува? Може ли една оценка да ни дадете за кампањата? Да. Ова што го кажа ти е точно, и таква кампања не очекува, дека техничкиот премиер ни покажа всушност дека не е технички премиер на сите граѓани на Република Македонија, туку дека е само на својата партија или на одредена група на луѓе. Јас да бев на негово место, значи ќе ја покажав големината, дека нели со фалбите, дека прв пат во историјата на Македонија имаме 100 дена премиер албанец, ќе ја освоев македонската публика. Ќе ја освоев цела Македонија. Ќе покажев дека еве може да биде и албанец премиер и нема да имате никаков проблем. Но тој не го покажа тоа. Покажа она што го правеше во собранието, со пцуење, со вреѓање, со кршење на деловникот. Тоа истото сега го престикува и како технички премиер. И тука не очекувам да се случи никаква промена. И очекувам да има црна кампања од нивна страна. Од друга страна пак, од ВМРО ДПМН ќе имате кампања која што ќе биде супер позитивна, во која што ќе ги понудиме буквално, бидејќи сме при крај веќе со програмата, веќе втората фаза ја завршуваме, ќе видите решенија за кои што самите граѓани ќе сватат дека сепак има излез од оваа ситуација во која што се наоѓаме, буквално по сите прашања. И во однос на здравството, и во однос на земјоделие, култура, спорт, а најмногу економски промени. Да, за кај би сакала да направиме да резимираме на сето ова што го зборувавме, и тоа би сакала да ми одговорите на прашањето што сметате дека можеби е најголемиот адут на ВМРО ДПМН во моментов. Како се поставени работите, сето ова што се случува, па и како што го гледате расположението на граѓаните. Што сметате дека е ваша најака страна во моментов? Јас пак ќе кажам дека првиот адут на ВМРО ДПМН е се градоначалниците, кои што во своите предизборни програми на многу места рекоа вака: не ветуваме нешто што не можеме да реализираме. Значи, направија коректни програми и проценија до каде можат да стигнат со тие средства и со таа анализа што имаат во однос во рамките на буџетите. И исполнија повеќето се над
50% после 2,5 години, 2 години и 2-3 месеци, не знам точно колку е. Дури некои општини, како што спомнав, имаат исполнето и до 80-90% од тоа што го ветиле. Тоа ќе се преслика сега и во овој момент. Сега во програмата која што е на централно ниво. Така да тоа не ветувам нешто што не можам да реализирам, веројатно ќе биде и адутот и конкретните проекти и решенија кои што ние наназад веќе година и пол ги промовираме. Како што кажав и ќе повторам уште еднаш, е многу важно дека културата, спортот и образованието се многу важни во овој процес. И обезбедувањето на тие средства надвор од буџетските средства кои што ги имаат овие ресорни министерства, ќе им дадат мене најмногу надеж ми влева поддршката во образованието, затоа што таа ни е сега моментално најсуштинска. Да не се соочуваме со овакви небулози, да ни учат децата дома од некакви скрипти, да принтаме, да самите да преправаме, затоа што како родители веќе правиме криминал, ги учиме децата, ги увидуваме грешките и им кажуваме на децата дека не, ова што го имате во учебникот не е точно. Значи, замислете, ако како родители има некои родители кои што не можат да обрнат внимание што се случува во учебниците. Така. Благодарам многу за гостувањето. Посакувам многу големо отворештво на сите културни работници, културата да биде можеби и најмалиот проблем, туку место каде што луѓето ќе уживаат. Да. Благодарам многу на поканата, јас ветувам дека тоа ќе биде така. Благодарам. Уште еднаш, почитувани, се надевам дека одговоривме на вашите прашања и го задржавме вашето внимание. Секако ова завршува за или против, меѓутоа останете вие на фреквенцијата на телевизија Алфа. Имајте убава вечер.